Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новото издание на Доктор Митов советува. Емисија посветена на здравствената едукација и на промоцијата на јавното здравје. Иако започнавме со мини серијал посветен на дијабетот, ќе направиме малку пауза, па пак ќе се вратиме на таа значајна тема. Но и денешната тема не е помалку важна. Напротив, станува збор за темата меланом или рак на кожа, или општо земено кожата и сонцето. Впрочем, овој месец, месецот мај, во многу земји во светот, па и кај нас, се одбележува како месец посветен на здравјето на кожата или поточно на ракот на кожата. Токму заради тоа одбравме денеска да зборуваме на таа тема. Секој студент по медицина знае да каже дека најголемиот орган во нашето тело е кожата. И мислиме дека знаеме многу работи кога ќе кажеме дека треба да се браниме од сонце, дека треба да пазиме како и кога се изложуваме, меѓутоа темата е многу поголема, има многу што треба да се знае и едукацијата, токму во делот рак на кожа, за многу луѓе може да значи спасен живот. Впрочем, токму и затоа светот посветил не еден ден, не една недела, туку цел еден месец, месец мај, кога ќе се зборува на оваа значителна тема. Ќе навлеземе во прашањата со мојот гостин денешен, кои се аспектите на кожата, кои се тие ризик фактори, на кој начин сонцето влијае врз процесот на старење на кожата и на сите други интересни теми. Се враќаме веднаш по паузата и разговараме со специјалист доктор Ленче Нелоска, специјалист дерматовенеролог и мој колега магистар по јавно здравје. Со задоволство го најавувам мојот денешен гостин. Ви благодарам што се одзвавте на поканата. Благодарам за поканата. Зборуваме за една извонредно важна тема. Сме зборувале на многу теми и ќе зборуваме во нашата емисија, меѓутоа за нешто што може така значително да спаси човечки живот е ретко, бидејќи ако навреме се види, ако навреме се дијагностицира, ако зборуваме сега генерално нели за воведот за ракот на кожа, па и не знам во медицината да има многу примери кога проблемот може толку лесно да се забележи со око, релативно не многу интервенција со вадење, да речеме, користиме речни кои што ќе го разберат гледачите, и проблемот да си отиде. А ако не го направиме тоа, всушност да биде смртоносно. Апсолутно, значи и во најавата вие кажавте дека е најголемиот орган човечки кожата. И она што е благодет е што е видлив. Да. Значи може да го види секој. И човек сам себе си може да се види и да си направи само преглед и на забележување на секоја имперфекција или неправилност или просто поинаков изглед од вообичаениот да побара помош од лекар и што и да е, нели, потребна или не е потребна интервенција и токму така да се спаси човечки живот. Затоа ја одбравме и темата. Да почнеме сега со една сосема мала кратка лекција по анатомија, односно да зборуваме еве вака на гледачите за кожата, да им објасниме малку. Има еден слайд кој што се врти по интернет, пресек од земјината кора. И ако ставите едно покрај друго, многу се слични. Пресекот на земјата, површинскиот слој и на кожата. Значи, она што кожата ја прави еден многу интересен и комплексен орган, а однадвор воопшто нели ништо не се забележува, суштински е дека таа е составена од три основни слоја. Епидермис тоа е она што ние го гледаме. Да, површината. Површинскиот или орожнет слој, кој во суштина во најголем дел се состои од веќе мртви клетки, кои што отпаѓаат постепено. Во народот е познато како перутање тоа, нели? Кај некој повеќе, кај некој помалку, тоа е друга тема, меѓутоа е забележливо. А подолу е дермисот во кој што се сместени веќе сите други елементи кои што се важни суштински, фоликулите на влакната, лојните жлезди, потните жлезди, мирисните жлезди, капилари кои што ја хранат нели кожата и субкутисот што е веќе подкожното масно ткиво. Секој од овие слоеви си имаат апсолутно голема и значајна улога нели во
во нормалното функционирање на кожата, а она што е од најголем интерес, да кажам, во последниве години, откако естетиката и убавината се во центарот на вниманието, тоа е дермисот, односно слојот каде што се еластичните и колагенските влакна, а тука сонцето има многу улога. Ете сега кога го спомнавме сонцето, да ги кажеме тие аспекти на сончевата светлина. Што од сончевата светлина е проблематично? Кои делови? Луѓето сме ние сончеви суштества, ние не би живееле без сонце. Так. Значи, апсолутно е неопходно сонцето, затоа што има апсолутно позитивни и потребни елементи. Пред се лачат ендорфини за добро расположение. На облачно стануваме сите подепресивни или намуртени. Витаминот Д има улога во синтезата на витаминот Д во кожата и затоа малите дечиња се изложуваат на благо сонце за да почне тој процес. Меѓутоа, има исто така многу штетни ефекти на човековото здравје. Значи, светлината е составена од спектар на ултравиолетова, видлива светлина и инфрацрвена светлина. Така. Видливата светлина е тој спектар кој што ние со голо око го забележуваме. Ултравиолетовата и инфрацрвената не ги ултравиолетовата не ја гледаме, односно инфрацрвената ни е позната барем по физикална терапија, зрачење со инфралампи, црвени и така. Меѓутоа, ова ултравиолетова светлина е таа која што е штетна и опасна по здравјето на животот на човекот. И таа се состои, значи тоа е спектарот од 200 до 400 нанометри и се состои од три вида на бранови: УВА, УВБ и УВЦ бранови. УВЦ брановите свртуваат внимание на себе во последниве години на индустриализација и на оштетување на озонската обвивка на планетава, генерално зборуваме, затоа што тие во суштина се задржуваат во озонскиот слој на атмосферата, тие не влегуваат во атмосферата, доколку озонскиот слој е здрав. Меѓутоа, ние имаме, сведоци сме на тоа дека озонската обвивка околу планетата е нарушена. Во некои делови на светов, не знам повеќе или помалку, затоа и епидемиологијата на болестите е поинаква во тие делови на светот, а останатите УВБ и УВА зраци стигаат до површината на земјата, односно до нас, сите ние, до биосферата, сите ние кои што живееме на планетава. А зраците се присутни континуирано во текот на целата година, во текот на целиот ден. УВБ зраците исто така, меѓутоа во многу помала количина. Односно, реално соодносот е некако 3:1 за УВА зраците. Кои се по-проблематични, по-опасни, да речеме, од нив? Едните и другите, со тоа што едните прават акутни проблеми, другите прават кумулативни, долготрајни проблеми, затоа што на УВБ зраците... Да преведеме од медицински речник, акутните прават веднаш проблем, веднаш, токму така. А кумулативните или тие кои што на долг рок, на долг рок, така е. Значи, УВБ зраците ги чувствуваме веднаш, затоа што нивната најинтензивен ефект е топлина. Така, значи веднаш штом сме изложени, топлината, ако сите сме били и да не сме на плажа, еве денеска стопли време, во наеднаш и веднаш ние потопло чувствуваме, тоа е ефектот на УВБ зраците. УВБ зраците влегуваат само во епидермисот на кожата. Значи не пробиваат во подлабоките слоеви. Тие се одговорни за ефектот на црвенило и ако е неадекватно подолготројна изложеност, изгоретина. Меѓутоа многу површно остануваат. Сосема површно во епидермот. Значи не влегуваат во дермисот, во оној жив слој на кожата кој што беше на првиот слайд. Таму влегуваат УВБ зраците. На површината се УВБ, а во дермисот влегуваат? Во длабочината влегуваат УВА зраците. УВА зраците, значи тие влегуваат до дермисот и нивното влијание е директно на еластинот и колагенот на кожата. И тие се директните виновници за предвременото старење. И заради тоа, таа заштита, да кажам, од сонцето, која што се препорачува, секогаш е комбинирана и за УВА и за УВБ зраците. Со тоа што во последно време студиите веќе покажуваат дека и видливиот спектар на светлината, на овој слайд тоа убаво се гледа, влегуваат во дермис и во хиподермис, односно исто така имаат улога во тој метаболизам на еластинот и на колагенот. Сега, ако поврземе, например, со малигните болести, така, со меланомот, тука предпоставувам УВА
заради длабокото досегање има, да речеме, позначително влијание? Не. Значи, влијае УВА Така? на начин со кој што влијае на создавање повеќе на слободни радикали. Така? И на тој начин индиректно, значи, влијае на мутација на клетките. Меѓутоа и УВБ си ја завршува работата. УВБ директно пред се, значи, влијае на метаболизмот на кератиноцитот, кој што е на површината, од него се создадени, во суштина епидермисот е создаден. Директно предизвикува мутација на ДНК во тие клетки на површината и после тоа веќе настанува неоплазија, еден раст, неопластичен, нов, ненормален раст, да кажам, на тие клетки. Како и да е, ултравиолетовите зраци од сочевата светлина се тие кои што ги сметаме за проблематичниот дел, да речеме, иако нели веќе вака малку подлабоко. Тоа ли значи кога зборуваме за УВ индекси, нели, например, кога најавуваат временска прогноза, па ќе речат утре УВ индексот е 5 или 7 или 9, 10. Мислам дека еве, имаме и за тоа слайд. Може ли овој дел да го објасниме? Кој од овие колку штети и на колку време можеме да бидеме изложени на различните УВ зраци? Ова е одличен пример како медиумите можат силно да влијаат на промена на свеста и многу сум срекна што последниве години со временската прогноза се дава редовно и УВ индексот, затоа што луѓето погрешно поврзуваат колку е топло или не е топло, каков е УВ индексот. Тоа не мора секогаш да е така, затоа што УВ индексот е поврзан многу со времето, нели, облаци има или нема, која е надморската височина, какво е опкружувањето. Значи повеќе фактори влијаат во тоа каков ќе биде УВ индексот. Може да биде пријатен ден, да дува ветер, но и да има јасно сонце и ние да се излажеме, да мислиме дека нема да ме фати денес. Да, не е толку топло и нема да ме фати. Што е апсолутно неточно и најчесто е таа грешката која што луѓето ја прават. Или легнуваат на плажа, фирно пирка, ветре убаво, супер е. Ако се погодило да е малку поветровит ден. Поветровито, така, и нема проблем, меѓутоа тоа е проблем, затоа што ултравиолетовото зрачење ништо друго не му влијае. Значи тоа стига директно. Дува ветер, не дува ветер. Не е битно. Значи не седи на тоа. Значи она што се смета за низок УВ филтер е 1 и 2. Каде што нема потреба од никаква заштита. Никаква заштита, нема потреба 1 и 2. Меѓутоа ова веројатно на поларните делови негдека функционира, во остатокот на планетава тешко дека е од 3 до 7 веќе е потребна заштита од сонцето, со тоа што може да спомнеме дека човековата кожа ќе збориме подоцна, меѓутоа од прилика 3 заштитен фактор. Значи со фактор 3, УВ зрачење 3, можеме да се справиме и без некоја драматична заштита. Меѓутоа е паметно да се почне. Колку е тоа ниско во однос на скалата? Значи некаде до 3, да речеме немаме баш гајле. Меѓутоа веќе 4, 5, 6, 7 гледаме и бојата се менува. Бојата се менува, сакајќи да каже на интензитетот, претпоставувам. Значи кај нас УВ филтерот се движи во оваа зона каде што е задолжително да се користат УВ фактори. Независно дали е летно или зимско време, само кога е птене облачно, нели тогаш е таа понизок е, да кажам, околу 4-5. А на сончево време влегуваме веќе и во црвената зона. Значи јас памтам во Скопје кажани биле 8 и 9 и 10 бројки кога се најавува УВ филтерот. Па чинам преку лето вообичаено тука некаде и се движи. Значи за овие средни од 3 до 7 задолжителна е протекција на кожата, заштита со препарати, нели, за заштита со средствата за заштита од сонцето, додека над 8 е тоа задолжителна екстремна заштита. Значи не смее да се помисли да се поминува на без некаква заштита. Дури гледам таму има и совет веќе вели над 8 да го лимитираме времето на кое што воопшто се изложуваме на сонце во тој период. Дали ако мора да не излеземе од дома. Така е, затоа се и оние препораки во денови кога се сметат како елементарни непогоди, екстремни температури, препораките се излезете од дома само ако морате. Во спротивно бидете под сенка, бидете внатре, бидете заштитени од сонцето. Дури вели времето на горење на кожата при сончево време максимум до 13 минути. Значи
за многу брзо може да настане горење на кожата. Апсолутно многу брзо, ако нема никаква заштита и краткотрајна изложеност при висок интензитет на UV зрачење може да биде тоа, значи буквално како во микровална печка. Така. Еве сега, значи еве еден практичен совет. Летото е пред нас. Мај веќе до половина можеме нели да го сметаме како увертира, еден вовет на летото. И видат ли граѓаните осмица, деветка, десетка во UV индексот кога се најавува во временската прогноза, тоа се повеќе ќе го има, да ги имаат на ум советите кои што денеска ги кажувам. Јас би била среќна многу и да не се 8 и 9. Значи Так. на секое излегување надвор веќе да бидеме заштитени од сонце, затоа што имаме делови од кожата кои што се континуирано изложени на сончевото зрачење. Значи не подразбира тоа само плажа, базен или сончање, дека тогаш треба да се користат заштитните препарати. Да, ние сме Тие навикнати, треба да се да. користат континуирано, а зимно време особено на скијање. Значи, свесни сме видели сите многу пати пријатели кога ќе се вратат со белекот на очарите за сонце и така. Тоа е исто така интензивно горење на кожата, оштетување. Ајде сега да одиме понатаму на следниот слајд и да ја објасниме UV радијацијата на ниво на, да речеме, на клетки веќе. Значи, штетата што може да ја предизвика тие мутации, да речеме. Тоа е фактички коренот, нели, на меланомот, на ракот на кожа. Значи, она што и претходно кажав, значи UV безраците директно влијаат на кератиноцитот. Со дејството на UV безраците се предизвикува мутација на ниво на ДНК на клетката. Во ДНК-та е пишана, нели, пораката за како да функционира клетката, колкав е животот на клетката и сето што е неопходно за еден здрав живот на клетката, а со тоа нели на човекот. Така. Со и краткотрајни екстензивни изложувања на сонце. Особено, значи, се смета дека доколку 5 пати во животот еден човек, почнувајќи од раното детство, имал сериозни изгореници од сонце, веќе е со висок ризик за појава на меланом. Тоа е многу битна информација што ја кажавте, бидејќи јас познавам многу луѓе кои што биле 5 пати изгорени во животот, да не речам и порано, ај сега има некоја свест повеќе, меѓутоа порано чинам барем како деца, не може би и да немаше лето да не изгориме на некои делови од телото. Значи тоа значително влијае на зголемување. Ако 5 пати се случило во животот, значително го зголемува ризикот за појава на меланом. И на други малигни. Значи сега најчесто го спомнуваме меланомот од причина што меланомот се така го сметаме како ламја во малигните болести. Значи има една неверојатна брзина во развојот, во растот, во метастазирање на медицината и ги врзува многу често рацете за да може било што да се направи. Се до последниве неколку години. Доколку не се нели сето тоа навремено открие. Сето ова мора, значи затоа е неопходно свеста да биде на повисоко ниво. Затоа збориме денес. Апсолутно. Во делот на превенција, меѓутоа и во делот на самопреглед на луѓето, особено оние кои што имаат повеќе невоси, тој синдром на мултипли невоси, значи како звездено небо има луѓе грбот кој ќе им го видите како звездено небо, имаат стотици илјадници невоси. Кај тие луѓе повеќе треба да се внимава. Повеќе треба да се внимава заради тој многу голем број на меланоцитни промени. Затоа што меланомот е клетка, е малигни процес во меланоцитот. Значи, тука се случува таа мутација најмногу и затоа пигментот е во меланоцитите. Значи, затоа е неопходно да се подига свеста, да кажам, во тој дел за потреба за заштита на кожата од изгоретини и кај овие што имаат, како што кажавме, многу невоси, тие имаат често и диспластични невоси кои што можат да личат на меланом, па не се, па луѓето да живеат под еден стрес, значи затоа е неопходно се тие континуирани прегледи и следење на нештата. И ако морам една работа морам да кажам, дека е една од најголемите оние заблуди кои што постојат, дека ракот на кожа се случува во бемка. Ми ја повреди бемкава и рак на кожа стана. Значи да не бидам како некој вака да лупам со проценти, меѓутоа над 60% се деново. За прв пат на здрава кожа
појавени од чиста кожа, од на нула, чиста вака, кожа. скроз чиста кожа и ќе се појави точка и ќе почне да расте. Помалку од 40% се тие кои што во бемка, во невус се појавуваат, во пигментна. Кога велиме невус, промена. сакаме да кажеме бемка, нели тоа да го преведеме. Да. Што е со типот на кожа? Нели има така наречени фототипови на кожа од ваша од дерматолошка гледна точка? Да. Можеме и за тоа да го објасниме, имаме и слайд за тоа. Значи Фицпатрик е авторот на Библијата за дерматолозите. Фицпатрик и Браун Фалко, меѓутоа ние Фицпатрик повеќе го учиме. Фицпатрик има направено една градација на типовите на кожа според застапеноста на пигментот. Меланин е пигментот кој што го имаме во меланоцитите, а тоа се клетки кои што ги има меѓу кератиноцитите, значи во тој површен слој на кожата, во епидермисот. Епидермисот е главно направен од кератиноцити кои што како цигли се наредени во слоеви, а меланоцитите се клетки кои што се меѓу нив и како октоподи, како краци навлегуваат меѓу кератиноцитите. Во меланоцитите е меланинот и зависно од големината на тие меланински зрна е тенот кој што ние го имаме. Значи и имаме овдека 6 типови на боја на тен по Фицпатрик одредени, од најбелата до најтемната афробоја, нели? Со тоа што бројот на меланоцитите не е поголем кај црната раса, туку само се поголеми меланинските зрна во самата клетка. А бројот на меланинските, количината на меланинот е подеднаква. Само зрнцата се помали или поголеми, така. Кај нас, еве вака, ако земеме сега епидемиолошки да речеме, можеме ли да речеме најчесто, најголем дел од нашата популација, каде би ја сврстили овдека и што значи тоа практично? Од 2 до 4 негдека би имало, пошто ние сме една географска регија кај што и генетиката е различна, многу војни биле поминале, така да поразлично. Меѓутоа од 2 до 4 отприлика тоа се Што значи тоа? Што значи тоа ако некој е 2, ако некој е 4? Фототип на кожа во однос на например на степенот на изложување, на опасноста, на горењето, нели велиме брзо горам, бавно горам, поцрвенувам. Дали е тоа поврзано со апсолутно оваа поделба покажува значи како луѓето се однесуваат на сонце. Значи првата, најсветлиот тип на кожа секогаш гори на сонце, никогаш не поцрнува, никогаш нема тен. Така. Вториот тип на кожа, значи многу често гори и малку, само сосема малку дискретно развија тен. Третиот тип на кожа поретко гори и може до убав златест тен да достигне. Четвртиот бакарно, ете така. Четвртиот тип исклучително ретко гори и оди веќе до чоколаден тен може да се исонча. Збориме за протокол на сончање, здраво сончање. За здраво сончање, секогаш кога зборам на тоа мислам, додека четвртиот тип исклучително ретко гори, петтиот не гори. Значи, од петтиот натака веќе тие следните два нема. Значи на овие претходно сите од до четврти тип им е потребна заштита од сонце. Без заштита од каде што најголем дел од нашето население штетниот така е. Значи нашето население спаѓа во категорија која што имајќи предвид дека Македонија е сончева земја, ние имаме многу сончеви денови, апсолутно е неопходна заштита од сонцето скоро во текот на целата година, особено луѓе кои што имаат професија каде што се изложени надвор на сончевата светлина, а сите кога одиме на одмор мора да го имаме на ум, затоа што тогаш најголемите штети можеме да ги направиме. Спомнавте претходно кога разговаравме, баш најавивте дека еден дел од сончевите зраци може да продрат доволно длабоко во дермисот и можат всушност да направат оштетување на колагените и еластинот и колагенот. Така. И сега веќе тука го најавувам прашањето за старењето на кожата под дејство на сонцето. Може ли тоа да го објасни? Еве имаме и слайд за тоа. Вака, значи старењето од надворешни визави внатрешни фактори. Од што повеќе старе? Основниот момент е тоа, значи од што повеќе старее кожата? Точно, тоа одлично прашање. Од што старее не само кожата, човекот, од што старее повеќе.
Значи овдека е една жена која што првата фотографија е негдека околу 30 на години, втората е негде околу 50 и третата е негде на кај 70 години, каде што се забележува тој процес на старење, каде што со губење на еластичните и колагенските влакна во дермисот се менува ликот и кожата веќе има сосема друг квалитет и ние тоа го препознаваме како старење на лицето. И тоа е пред се биолошка карактеристика, меѓутоа на кожата на лицето силно е изразено и дејството на надворешните фактори. И многу ќе се зачудат луѓето кога ќе слушнат дека над 80%, над 90%, значи влијанието на старењето на кожата се надворешни. Значи не е тоа внатрешно старење. Доколку би живееле ние заштитени од надворешните фактори, кои што се повеќе на број, многу споро би старееле. Да. Вака изложени на надворешните влијанија и ова обкружување во кое што живееме, побрзо старееме посекако. Така, често пати може да се каже на некои луѓе кои што работат тешка работа изложени на сонце, како да може да се види тежината на работата во брчките во лицето, еве тоа фактички имало и научна основа дека оштетувањето на лицето всушност под дејство на сонцето и тоа како 80 до 90%. Не само сонцето, туку и другите фактори, меѓутоа сонцето како еден доминантен фактор. Апсолутно, тоа се УВА зраците, кои што ги имаме континуирано. Ова е таа компарација, претпоставувам. Да. Што би било ако на едната фотографија имаме ако е само од внатрешно старење, на другата кога е надворешното додадено. Гледате како се тие подлабоки бразди, брчки подлабоки, погруба кожа. Додека овдека само еластинот главно е тоа што е изгубено и само во еластичноста на кожата повеќе има, додека овдека веќе драматична разлика има во таа слика и влијанието. Можеме да одиме и понатаму, има уште еден интересен слайд за кој што баш го ова е тој момент за кој што сакав. Ве молам да објасните. Ова е една интересна фотографија, ова е човек кој што е 69 годишен, а 30 години работел како возач. Само едната фотографија е оригинална, а другите две се обработени. Значи, што мислите, која е оригиналната фотографија, а кои се фотографии што се обработени? И сега, најчесто прашањето ќе биде дека оригиналната е таа која што е симетрична, нели? Така. Очекуваме дека е или ова централнава, меѓутоа на големо изненадување е дека токму ова всушност е оригиналната фотографија. Баш е таа фотографијата која што реално е сликан човекот. И еве ја како со линија едната страна од лицето, другата страна од лицето. Средната фотографија би била внатрешното старење, значи без влијание на надворешни фактори. Ако е зачуван од сонцето, да речеме, да. А всушност тој бил изложен на сонцето од возач и изложен на едната страна на сонце, затоа што стаклото, значи не ги пропушта безраците, УВ безраците, меѓутоа УВА поминуваат. УВА поминуваат. И 30 години изложеност на истата страна на сонце придонесло за вака една асиметрично старење на кожата на човекот. Ова е многу интересно и видливо, мислам, едукативно треба да биде, затоа што нема поубав приказ од ова на жив вистински човек. Значи не е ова нешто да е маска некоја направена. Не, ова не е компјутерски обработено, напротив, реалната слика не е обработена. Другите се обработени, тие кои што би требало да не збунат. Да не збунат. Колку е драматично и убаво е, мислам дека вака што го прикажуваме, оти баш луѓето може да добијат реална представа што значи изложеноста на сонцето. И која е таа потреба да нанесуваме заштитни слоеви? Еве сега би ве прашал, сите имаме навика да нанесуваме, меѓутоа некои зони остануваат. Кај кого повеќе, кај мажите, кај жените? Има ли некоја статистика тука? Кои зони почесто ги забораваме, ги оставаме така непокриени, незаштитени? Има апсолутно. Значи, прво, мажите се тие кои што помалку користат заштита, во секој случај, и децата, а мажите и децата исто така затоа што одат и повеќе се облечени. Жените пак повеќе облечени. Одиме и таа механичка заштита ја имаме. Ете, сега тука можеме баш да видиме. Еве, тоа се делови од телото кои што ги опфаќаме со заштита.
Меѓутоа секогаш На следниот слайд мислам дека ќе на видиме. следниот слайд веќе ќе се покажат оние делови кои што биваат најчесто заборавени. Жените горниот дел од грбот најчесто го забораваат и деловите околу костимот за капење. Мажите целиот грб. Да. Сега дланките, стапалата се секогаш делови кои што ги забораваме. Ушите исто така. И тоа баш колку убаво се вака подцрвено прикажени. И Ушите ги забораваме, стапала. И очите, да не заборавиме и тој дел, ако сум дерматолог, значи во делот на сонцето очите апсолутно мора да се спомнат, затоа што меланомот може да биде и на око. Значи, заштитата на очите треба да биде секогаш со наочари за сонце кои што имаат UV филтри. Така, значи одењето на плажа окото вклучува и неминовно и заштита и на очите во форма на очила. Очила. Да. Апсолутно, да. Тие ова е едниот од елементите, значи навиките и зоните кои што ги забораваме да ги заштитиме. Друг елемент е исто така колку често треба да се нанесува. Ајде да го одговориме тоа прашање. Баш дека отидели има некои луѓе велат ако е 30 фактор, 30 минути заштитува. Ако е 50 кажувам што се слуша, ако е 50 факторот, значи 50 минути заштитува. Но што всушност значат сите тие бројки? Значи има детално, нели, кој фактор, кој тип на кожа, колку време може да биде заштитен, табели кои што може да се пресметат, меѓутоа вкупно за сите, значи не може да биде повеќе од 1,5 до 2 часа. Значи, кога купувате некаков заштитен препарат, например, ако тој заштитен препарат е, не знам, 20, така, има фактор 20, а вие сте UV тип на кожа бела. така. Значи, овој 1 или 2, да кажем. Добро. Каде што можете без заштита од сонце да бидете надвор 5 минути. Так. Или 10. Еве, преку сила. 5 до 10 минути. Добро. Значи, се множи таа десетка, кај што вие можете без заштита да бидете, со бројот на заштитниот фактор. Ако е тој 30, Добро. 10 по 30 е 300. Така. 300 минути, 1,5 час. И толку. Максимум. Ама тука не влегува бањање, потење и така натаму. Имено бришење со крпа, и така натаму. Да. Значи на секое влегување и излегување од вода мора повторно да се намачкате. На препотување повторно да се намачкате, бришење и така натаму. Да. Друг дел што е елемент што е многу важен е значи количината на заштитен фактор кој што се нанесува. Така. Значи сите ние викаме се испрскав, се намачкав. Да. Значи постои мерка колку треба да се нанесе заштитно средство на една регија за да биде адекватно заштитена за тоа време. Како би знал? Јас изумив се, извинувам, него донесов флаерот што требаше. Вербално ќе кажеме една наша компанија, не е наша компанија, странска компанија, меѓутоа во Македонија која што ги има овие препарати, направи многу убав флаер кој што јас во ординација го имам и го делам на сите. Чисто за да се види за како да се нанесува тој заштитен фактор. Значи се нанесува дебел, доколку е крема, или млеко, дебела линија по целата должина на дланката. Така? Тоа е количината која што треба да се намачка на една регија. Така. Ако ја сметаме, главата е една регија, значи една таква линија треба на лицето, ушите, вратот. Така. Една ваква регија треба на едната рака. Една ваква на другата. Една на горните делови на нозете предни, една на подколениците, една на задниот дел на подколениците, една на задниот дел од бутовите, една линија на грбот, една линија на долниот дел од грбот, една линија на градите, една линија, значи 11 регии се. На секој од тие 11 регии треба по една линија да се намачка. Тоа е добро намачкано, добро заштитено. Ако е спреј, треба 15 пати на една регија да се флитне. Така. Тогаш викаме дека добро сме го нанесле препаратот. Особено пак е за деца кога зборуваме. За деца кога зборуваме уште повеќе, главата е поголема со однос со телото кај децата и кај нив оди до 5 годишна возраст, кај децата оди средниот прст цела должина, показалецот до половина. Тоа е количината на заштитен препарат кој што треба да се нанесе на една регија.
по регија кај деца. Кај деца до 10 години одат 2 прста, за возрастен човек зборам, не на детето раката Така. меркива. Добро, да. Иако на дете нанесуваме, возрастен човек раката е мерка. Така. А додека деца над 10 години веќе како возрастен се третира. Возрасти? Значи ги делиме на до 5 години, од Така. 5 до 10 и од 10 нагоре. Така. И до 5 години фактички 1,5 прст. 1,5 прст, а за од 5 до 10 2 прста. прста. А кај возрастен од врвот на прстот до долу дланг, така. една линија од На една регија зборам. на една регија. регија. Така како што ги кажавме. Да. Тоа е многу важно, бидејќи нели суштината е во деталите. Не можеме да кажеме се намачкавме. Нели, И секогаш помалку сме намачкани. Затоа луѓето велат дека изгорели иако се намачкале не чини препаратот. Така. Најчесто препаратот е добар, не е адекватно нанесен. Да, да. Дури да ви кажам најискрено, јас прв пат слушам вака јасна, квантифицирана или ставена во бројки, ставена во количина, објаснување, приказ за тоа како колку би требало, не сум сретнал до сега. Значи и затоа е тоа многу добро кое што вака го кажавте, бидејќи практично ми дава до знање, еве сега летото е пред нас, за колку треба на секој дел од телото, да речеме, на секоја така наречена регија, колку треба да се Да, затоа е убаво кажано за секој човек може да запамти и токму пак ќе кажам, тука е улогата на медиумите, зашто влегувате во секој дом и сето ова може секој човек да го слушне и да го разбере, иако морам да спомнам нели како магистри по јавно здравје. Да. Точно заради тоа оштетување на озонскиот слој и поголем интензитет на УВ зрачењето во некои делови на светот, Америка и Австралија, кои што најпогодени некои делови нивни беа со тоа оштетување на озонскиот слој и со фреквенцијата на малигни болести на кожата, имаат во училиштата смарт сан програми. Односно, паметно изложување на сонце, се учат уште на училиште програми како да се заштитуваат од сонцето. И ете сега причината. Можеме да одиме понатаму со следниот слайд за да преминеме веќе на самопрегледот. Така. На тоа што е, еве, тука сме. Сега, значи, сето овој муабет денеска, цел овој вовет го правиме за да можеме да стасаме до точката до која што е овде. Така. Односно, првото нешто човек сам да се прегледа. Значи, или со помош од помош од близок. Да. Меѓутоа, целото тело без облека треба да биде прегледано од глава до петици, велиме, за да се видат какви се промените. И би ве замолил да ги објасниме оваа така наречена А, Б, С, Д, Е скала, која што ги објаснува еден по еден. Можеме да почнеме, па јас и од овде ќе ви помагам со покажувајќи. Така, значи, ретко има човек кој што има совршена кожа да нема никаква промена на кожата. Така. Сите имаме некакви промени, бемки, кои што во најголем процент се бенигни. Јас на моето лице имам 2 поголеми. Ги имаме, тие се појавуваат, тие бенигни невоси, до 30-та година можат и да раснат, меѓутоа тоа не е ништо страшно и не треба да вознемирува. Овдека на оваа скала се покажани значи промени меланомски и пигментни промени кои што не се меланом. Така. За секој човек, дел се сите здрави, се бенигни форми. Бенигни, значи не се малигни, обична бемка, обичен невос е бенигнен тумор. Значи така да тие се сите бенигни и нормални, да кажам. Додека ги гледаме така, нема што да се плашиме за нив, но треба да ги проверуваме. Секако. Сега долу. Долу се меланински промени, тоа е малигни меланом, кои што се одбрани фотографии, кои што имаат се точно показни, не секогаш се тие така школски лесни нели за дијагноза, меѓутоа тоа се неколку елементи за кои што е направена оваа ABCD скала, каде што буквата А подразбира асиметрија. Бенигните промени секогаш се симетрични. Малигните меланома промените се секогаш асиметрични. Гледаме како почва. Значи нема симетрија ни по вертикала ни по хоризонтала кај таа промена. Значи по една оска, барем ако има симетрија, тогаш е окей. Значи не може по двете оски да биде симетрична, меѓутоа барем по една оска, ако на половина се замисли една линија исцртана, треба да има симетрија. Вака или вака, но некаква симетрија да има. Да има симетрија. Кај меланинските промени, но овде не можеме да најдеме. Нема симетрија, така. Втората карактеристика е границата на таа промена. Кај нормалните, кај бенигните формации, тие се јасно ограничени. Границата е јасна, како со линија исцртана. Округла, елипсовидна, јасна.
додека кај промените од меланома границите се сосема нејасни, дури се бришат на делови и се слеваат со бојата со околната кожа. Како да навлегува во здравата остатокот кожа, во здравата кожа. Токму така. Да. Третиот елемент е боја. Боја. Бојата кај бенигните промени најчесто е унисона, една е. Да, Дали горе е посветло, дали е потемно, небитно е, меѓутоа бојата е еднаква. Така, гледам, единечна. А овде? Додека кај меланомот имаме зони кои што се многу потемни, зони кои што се посветли, значи има една дисколорација, различни видови на боја на една промена. Значи не правиме муабет сега дека две промени различни па имат различна броја. Секоја засебно се гледа. Во рамките на едната. Така. Значи овие карактеристики се гледаат кај една единствена промена. Не се прави споредба на една со друга. Да. Следно, диаметрот, големината. Диаметрот, големината. Значи, помала од 6 мм. Ако е помала од 6 мм, добро, било која промена, значи таа апсолутно е бенигна. Добро. Меѓутоа, малигните, меланомските, често растнат многу брзо над 6 мм. Така што ако се забележи некаква промена која што е околу 6 и над 6 мм, задолжително, ургентно да се бара преглед. Да. И последното гледаме веќе промени со тек на време, како да еволуција, макроскопски, веќе од страна еволуцијата нивна се гледа, како се замаглуваат и се спојуваат. Просто ја гледате таа еволуција. Овие додека се фиксни, нема промени, додека кај меланомот има промена, која што е забележлива и за обично око, за жал во некоја фаза веќе. Тука се тие препораки кои што велат дека самите треба да се самопрегледуваме, меѓутоа има ли препораки во однос на колку често треба да отидеме на дерматолог за да, како да речеме, можеби тоа за кое што ние не сме сигурни или едноставно нашето око не е доволно вешто или верзирано како што велиме во медицината па да препознае, поинаку е нели сепак кога ќе види дерматолог. Колку често би требало барем на дерматолог да оди? Значи лицата кои што имаат повеќе пигментни промени на своето тело задолжително доколку не биле мора да појдат. Така, ако некој досега не бил, има промени по телото? Мора да се обрати. За среќа, последниве 10 години имаме веќе и опрема, која што дополнително помага во диференцијална дијагноза, поставување точна дијагноза кај тие пигментни промени, затоа што тие вака на голо око можат многу слично да изгледаат, меѓутоа не е секогаш така. Па не секогаш и најдобриот начин да се извади таа промена хируршки да се отстрани, иако хистолошкиот преглед е врвната дијагноза, последната, после тоа Господ е веќе. Имаме дермоскопија. Значи и во многу ординации во Македонија имаат дерматолозите дермоскопи, каде што можат да ги видат тие промени на едно поголемо зголемување со имерзија и се гледа веќе структурата внатре на таа промена и може да се направи диференцијална дијагноза дали е тоа малигна, дали е тоа бенигна промена, доколку е малигна каков тип е и каков третман понатаму ќе бара. Значи, зависно од видот на промената и бројот на промените ќе биде таа фреквенција и тоа е нешто кое што треба пациентот заедно со пациентот да се договара, меѓутоа е задолжително следење и фотодокументација на тие промени и да се следи пред 3 месеци каква била до 3 месеци или по 6 месеци или по 1 година. Значи затоа велам зависи од тоа каква е конкретната клиничка слика, па како ќе биде протокол договорен каков со меѓу лекарот и пациентот. Бидејќи пак да го повториме, се фатели навреме оваа извонредно сериозна болест? Е хронична болест. Значи тоа е она што последниве години студиите го покажуваат. Дека не мора да биде смртоносна. Но може и целосно излекување. Значи збориме од почеток дека може да станува збор за целосно излекување. Целосно излекување, отстранување, да се извади адекватно и на време таа промена. Поентава ми е дека ние се сме генетски детерминирани сме во многу нешта, иако надворешните фактори влијат, пак таа генетска детерминираност и хроницитет се подразбира во смисла каде што има анамнестички елементи од фамилиарен или генетски или опкружувањето, навиките и сето тоа може да значи хроницитет, во смисол ако еднаш се јавило, дека може кај тој човек да очекуваме и повторно на друга локација. Може да се јави и повторно, меѓутоа со повторно, значи со адекватно
адекватен самопреглед, со адекватна превенција, тоа може многу рано да биде откриено и решено или да не се ни појави воопшто. Така, така. Сега можеме да одиме понатаму со слайдовите. За крај би сакал да зборуваме за нешто кое што е многу важна тема, а тоа се солариумите. Можеме да одиме уште понатаму за да стасаме до следното, фактички тоа што е многу загрижувачко. Уште еднаш ве молам. Ете, стасавме до таа точка за која што сакам да поразговараме. Солариумите кренаа многу прашина и со право во светот и сега оставам веќе да ни кажете каде се регулирани, некаде дури и забранети. Зошто солариумите се забранети во некои земји? Значи, од 60-тите години наваму потемнетен е модерен. Да. И модата е една преубава, меѓутоа може и страшна работа да биде доколку неадекватно, нели сето тоа се практикува. И во насока на убавтен, еве ова индустрија козметичка за козметичко потемнување е глобално развиена, значи тоа се огромни пари во прашање, вносен бизнис. И уште повеќе со тоа што и преку медиумите нели се тој убав здрав тен наводно се рекламира и просто сите голем процент, односно од популацијата ги користи солариумите во козметски цели. Значи 2017 година е ова извештај на Светската здравствена организација каде што со клинички студии е утврдено дека употребата на солариумите е одговорна за појава на над 450.000 немеланомски карциноми на кожата, а во Америка, Европа и Америка повеќе од 10.000 малигни меланоми. Страшно висока. Значи што е страшно висока инциденца, а во да не се надвор од ова се веќе оние кои што се појавуваат заради влијанието на сонцето, само изложувањето на сонцето. Тоа башка, тоа е башка. Тоа е плюс. Тоа е башка. Да. Имајќи предвид вакви едни бројки и вакви драматични влијанија, Светската здравствена организација веќе носи препораки за интервенции во системите, во земјите, нели, за да се уреди некако оваа област. Затоа што претходно беше апсолутно нерегулирана никаде. Да. Лековите и медицинските помагала се регулирани, контролирани со строги закони во целиот свет, нели, додека козметичките препарати и помагала се во слободна трговија некако. Да. Веќе солариумите влегуваат во направи кои што имаат ниво на медицинска интервенција. Уште повеќе што сличен тип на помагала лампи, значи UV лампи се користат и во медицински третман. Во третман на дерматолошки состојби, кожни болести, например, не знам, псориази, лихени, екцеми и така натаму, се користи зрачење, UV зрачења, направи кои што се многу слични нели на овие солариуми. Во лекување на тие болести, меѓутоа со строги протоколи. Колку минути, колку време, со калибрирање на тие UV лампи, значи за да има позитивен ефект на здравието. Додека во козметски цели тоа апсолутно нерегулирано. Затоа, значи Светска здравствена организација ги донесе овие препораки, меѓутоа Бразил уште во 2006 година апсолутно ги забрани солариумите во немедицински цели. Значи, само за медицински цели. Козметски цели апсолутно се забранети. Да. Исто така, Австралија од 2016 година ги забрани и некои држави во Америка, во Соединетите Американски држави. Да. Во Европа се уште немаме забрана, меѓутоа веќе во здравствените системи почнува регулирање на оваа област. Односно во Франција мора да имате лиценца. Така. Во Германија исто така мора да имате лиценца, која што едно подразбира за трговците во смисла на техничката спецификација, каков е, што е тој апарат, кој е интензитетот на зрачење кое што го дава лампите, проверката, обуката на персоналот, заштита на корисникот. Меѓутоа, кај нас, за жал, ништо од ова не се спроведува. Имаме еден див запад во однос на користењето. Премногу се користи, луѓето мислат дека ќе се подготват за на сонце, што е апсолутно... Така нареченото подготвување за сонце со солариум, да се подготвиме за на одмор, нели, вообичаено тоа се збори, меѓутоа од медицинска гледна точка тука оправданост нема. Вака, можеби најмногу ќе слушне таа популација дека со солариумите само го забрзуваат старењето. Ништо друго не постигнуваат. Само го забрзуваат старењето на кожата. Затоа што најмногу се UV зраци кои што одат во
дермот влијаат директно на еластинот и колагенот и побргу ќе остарат. Така. Значи, само ова да е, доволно е за човек да размисли, свати дека не сакам, не е добро. Да. Доктор Неловска, темите се многу, допревме само за меланомот, има и нели други видови на канцери кои што зафаќаат кожата и уште многу други теми поврзани со дерматологијата. Ви благодарам многу за гостувањето. Во следна прилика повторно ќе ни бидете гости. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Продолжуваме понатаму. Посветивме една емисија зборувајќи за меланомот, за ракот на кожа. Може би и да нема друга за споредба сериозна толку болест во медицината, која што на толку едноставен начин може да се види и навреме да се отстрани, доколку се отстрани да нема проблем, а доколку се остави, доколку не се види и фати навреме, да го чини пациентот неговиот живот. Затоа и посветивме цела емисија зборувајќи токму на оваа важна, исклучително важна тема. За крај само ќе повториме колку се важни само прегледите. Посветете време, секогаш кога се туширате, кога се бањате. Секогаш одвоите време да ги разгледате тие зони кои што ви се пристапни, користете огледало за останатите или побарајте помош од некој од блиските. Доколку се појави било каква асиметрија на некој од промените на вашата кожа, доколку се појави промена во границите и нејасни граници, нарушување на границите, доколку дојде до промена во бојата на бемките, доколку има промена во диаметрот и нараснат над 6-7 мм, и конечно доколку приметите сателитски така наречени промени, ако почнат промени околу некоја претходна промена, во сите овие случаи обратете се веднаш кај лекар, специјалист, дерматолог. Во случај дури и да се сомневате или и да не се сомневате на редовни прегледи, сепак отидете на дерматолог, тој ќе ви каже со која фреквенција треба да се враќате кај него, колку често треба да се прегледувате. Оваа тема може кај многу луѓе да значи спасување на животот. И затоа ќе ја зборуваме и денеска, во мај, кога е месецот посветен на меланомот, меѓутоа ќе ја зборуваме уште многу пати. Едукацијата на оваа тема буквално ќе спаси нечии живот. Тоа беше денешната емисија, опфативме уште една извонредно важна тема. Се враќаме повторно следната недела, повторно во 17 часот и се навраќаме на мини серијалот посветен на диабетот. Ќе зборуваме за ефектот на диабетесот врз бубрезите. Ви благодарам многу што бевте со нас. Посебна благодарност до Алкалоид и до Авицена кои што го направија овој проект да биде возможен. Се гледаме следната недела.